Македонскиот фолклор се уште не е доволно истражен и архивиран, вели собирачот на народно творештво Иван Котев. Тој половина век ги крстосува струмичките села и околината, но смета дека се уште не е собрано ниту мал дел од она што народот го создавал низ вековите и обстанало во народната меморија. Па јас во мојата полувековна собирачка активност и проучување на фолклорот дојдов до сознание дека фолклорот е живот, дека целокупниот живот на луѓето всушност од најстарите времена до денеска се сублимира во фолклорот, во поговорката, во песната, во приказната, во анегдотата, во вицот и во новите форми што еве сега се раѓат, бидејќи фолклорот е едно непресушно богатство кое се репродуцира преку духот на народот. За Котев спорно е тоа што државата малку внимание посветува на зачувување на народното творештво, бидејќи има многу малку активности и мал интерес за поддржување на нивно објавување од Министерството за култура. За жал, не се посветува доволно внимание на фолклорот, и ако нема некои ентузијасти кои што од љубов го собират, да речеме, го зачувуваат тоа народно богатство, тогаш ќе остане несоберено. Не тоа од сега, тоа е било уште од крај час. Моите големи предходници, Цепенков, Миладиновци, Шапкарев и други, исто така имале проблеми со печатењето, со издавањето на своите дела. Меѓутоа, сепак, верувам дека еве покрај вакви заложби на вас, млади луѓе, еве медиумите, Белги ќе продре до тие што треба да чујат и да видат дека нашето духовно богатство, нашето материјално богатство, нашето општо богатство треба да се сочува, да се обзнани и да остане за веков и веков на показ на младите кои што тек доаѓаат, бидејќи нашето културно наследство е непроценливо. Денеска Котев одржа предавање пред студентите на Факултетот за македонски јазик и книжевност на Универзитетот Гоце Делчев. Таму сподели дел од своите искуства и начинот на кој се врши собирачката дејност. Доктор Ана Витанова Рингачева вели дека делото на Котев е многу значајно од повеќе аспекти, а особено од научен, бидејќи има многу што да се истражува. Меѓутоа, ретко имаат можност да се соочат со оние кои што всушност го собрале народното фолклорното богатство и денес ние го имаме во пишана форма, па можеме да го истражуваме. Токму затоа сакав да им ја овозможам таа привилегија, да видат дека и денес постојат современи собирачи, заради тоа што тие ги знаат имињата на Марко Цепенков, на Кузман Шапкарев, на Стефан Верковиќ, на Вук Караџич и така натаму. Но тоа е само во книгите, тоа е само во литературата. А соочувањето со собирач на народно творештво, кој и денес и пркоси на современата технологија и на сето тоа што се случува околу нас, е едно посебно доживување за кое што со кое што сакав да ги соочам, се со цел да видат дека се уште постојат луѓе кои што го символично кажано го орат теренот и нашата македонска почва и ги ископуваат вредните артефакти кои што нашите предци ги создавале. Иван Котев е посебна појава во македонската фолклористика, тој не само што е собирач, тој е фолклорист, тој е истражувач на фолклорот, посебна појава заради тоа што тој автохтоно ги запишува фолклористичките единици така како што ги слуша, така како што ги прима, така како што информаторот му ги пренесува, не ги видоизменува, не интервенира во нив, значи го пренесува тој жив јазик на нашите предци кој полека умира. Вие во неговите книги, кои што ги има 7 објавено, сега уште 2 треба да излезат од печат, го имате народниот струмички говор и говорот на селата, кој што денес буквално нема живи говорители. Иван Котев има десетици илјади фолклорни единици во своите архиви. Дел од нив се објавени во книги, другите чекаат на обработка и издавање.